Денеска со мене се моите помали другарки Бети, Јасмина и Снежка, кои имаат по 12-13 години и влегуваат во познатиот пубертет, кој е за родителите најтешкиот период во односот со нивните деца. Ние решивме да поразговараме малку со нив за тоа каков е нивниот однос со родителите, со обзир на тоа дека ова е период на нивните први љубови, првите сукоби, првите желби да се покаже нивната индивидуалност. Па еве Снежка, например, да почнеме прво од тоа. Кои се твоите обврски дома? Ти си веќе доста голема и можеш да им помагаш на родителите. Дали имаш некои обврски дома, сем да учиш за училиште? Осем дома да учам, имам и други обврски. Например, кога моите родители се на работа, понекогаш кога сум сама, местам кревети, понекогаш мијам судови, па кога се враќаат моите родители, готвам по нешто. А Бети, кажи ми ти, какви ти обврски имаш дома? Па јас исто така покрај тоа што морам да учам. Колку време, например, ти е потребно за учење? Не, за учење не ми треба многу време, бидејќи на час ги совладнувам лекциите и дома помагам на мајка ми, бришам прашина, понекогаш ке чистам нешто, готвам. За готвење не толку, мијам садови. А дали мајка ти го бара тоа од тебе или ти сама иницијативно го правиш тоа? Мајка ми од мене не бара нешто повеќе да чистам дома. Јас сум слушнала од мајка ти дека многу убави торти правиш. Па да, понекогаш кога нема што да правам, се задоволувам со тоа. А дали за тоа што сакаш да јадеш сладко? Ги каниш ли некогаш другарките на тоа што ќе го направиш, например? Гледам овдека многу часописи има. Значи ли тоа дека ја пратите модата? Еве, кажи ми ти, Јасмина, вие сте во тие години кога почнува да ве интересира модата и да убаво изгледате. Дали ти ја пратиш модата? Па не ја пратам ја многу, понекогаш само така. Не си ли заинтересирана убаво да изгледаш, да имаш интересни работи? Па добро, секој е заинтересиран да изгледа убаво, ама мислам дека модата треба да прати тоа нешто се уште поголеми, а ние се задоволим со тоа што имам. Ти мислиш дека си се уште мала? Па, така. Колку години имаш? 12. Ти си помала, 12, ти си помала од твоите другарки. Кажи ми ти, Бети, дали ти мислиш дека си доволно голема да ја пратиш модата? Па сепак ја пратам, не толку многу, колку што да може. Мајка ти дали ти дозволува, например, да сошиеш нешто што е модерно, што може би не одговара за твоите години, или тука има некои мали расправи? Не, за тоа со мајка ми не имаме сукупи за модата. Она ми шие нешто, па и јас покушавам и јас да шијам. А, например, дали ти кажува некогаш за нешто за твојата фризура? Па понекогаш за шишките дека треба да очите да не се расипат. А кажи ми ти, дали ти ја пратиш модата? Гледам многу си убаво облечена. Па јас не ја пратам. Како не ја пратиш? Па понекогаш. Еве, 13 за години имате, тоа е веќе време кога почнувате да имате и први симпатии. Дали вие имате симпатии? Да. Ти имаш симпатии. А ти, Јасмина? Бети, ти? Па секој што на нашите години може. Да. Тоа си доаѓа само од себе. Дали вашите родители го знаат тоа, например? Да. Мајка ти знае? Да. И дали има некој коментар? Не. Само кажа дека мислам ми подобро да имам симпатија, а не дечко. Не би сакала да имаш се уште момче. Бетија, како е кај тебе? Дали мајка ти знае дека ти имаш симпатија? Па да, јас смитам дека треба она да знае за тоа. А незиниот коментар?
Па не, за дечко се уште мислам дека сум мала. Не мала, туку јас не чувствувам потреба дека треба да имам, а дека симпатија, како и секој. А ти, Јасмина, ти си малце помала од твоите другарки, дали ти имаш симпатија? Твоите родители знаат Не знаат. и се слагат? Се слагат за симпатија, ама за нешто подлабоко. Добро, дали сте почнале да излегувате, еве, например, диско? Дали одите во диско? Дали посакувате да идете во диско? Посекуваме, ама не одиме се. А ти кажи ми, Снежка, дали ти посакуваш да идеш во диско? Не, Мислиш дека си се уште мала, а? да. Бети, ти пред малку рече дека ти можеби би сакала да одиш во диско, меѓутоа мајка ти смета дека си се уште мала за диско, нели? Да, мајка ми, но сепак јас чувствувам дека ќе ми биде срам да одам таму меѓу поголеми. Колку се... Што е тоа поголем? Па, тие што одат во диско сметам дека имаат повеќе години од мене, дека се уште има време за тоа, ќе дојде тоа време, па после ќе ми се здоседи тоа. А, дали излагате некаде, дали се собирате некогаш, дали излагате? Па да, некогаш. Каде, например? Понекогаш идеме у кино. Во театар. На игранки На во школата. игранки што во има. школа. И можете слободно да одите на игранки, Да. нели? Затоа. Тука е школата близко во град. Дали може би сте ја слушнале некогаш реченицата од своите родители јас кога бев на ваши години? Да, тоа често пати. Мајка ми тоа често пати го викаше порано, но сега јас кога ги реков тоа било друго време, тоа 50 и некоја година, 6-та, а сега е 83-та. Многу од тогаш до денес многу работи се измениле. Животот тече во подруг ток, така. Мислиш дека порано младите различно живееле од денес? Па мислам, тогаш не имало диско. Тогаш во тоа време тие имале некој вид забава, но сепак не оделе толку многу како ние денес што посакуваме, тоа било друго време. Мислиш дека тогаш им било поубаво или сега на вас ви е поубаво? Па сега на нас посовремен е светот е така. Се обидуваш ли некогаш на мајка ти да ја објасниш дека ова некое едно друго време од тоа кога она била млада? Да, Дали она тоа го разбира? го разбира. Или само се обидува да го разбере? Го разбира. Дали учењето, например, ви представува некоја потешкотија во овој момент кога вие сте оптеретени малку и со некои други проблеми? Еве, кажи ми ти, Јасмина. Не, Не ти представува проблем? не представува проблем. А тебе, Снежка? Не. Значи, учењето ви оди без проблем, нели? Да. А какви се односите во училиштето со вашите другарки? Дали може би се карате? Дали сте се карале порано? Порано се каравме повеќе, но додека денес сметаме дека веќе сме поголеми и не треба да се караме, затоа што еве ние 7 и 8 деление сме заедно, потоа секој ќе отиде во друго училиште. Нема веќе толку многу да се гледаме сега само и затоа сметаме дека не треба да се караме. А значи ли тоа дека не се карате или само сметате дека не треба да се карате? Па зависи некогаш само, понекогаш. А обично зошто се карате? Па, така некогаш без врска така нешто ќе дојде и за некоја ситница цела Да, таа ти Преска граница. пред малку ми кажа дека порано на друг начин сте гледале на работите, а сега сваќате дека треба секој да се има кара. свое мислење и дека мислењата понекогаш и не мора да ви се поклопуваат, Да, нели? меѓу мислењата има Да. сукоби. Јас кога ќе пораснам голем, ќе сакам да станам лекар. Јас сакам да станам поштар. Ја кога ќе пораснам голема, сакам да станам готвачка. Јас кога ќе пораснам голем, сакам да станам возач.
Здраво, Рубенсе. Ова се моите другарки Тања, Дијана, Тања, Ана и Наташа. Тие беа заинтересирани за тоа како се станува сликар, како живее еден сликар, за неговите почетоци. Фала. Ајде. Рубенс, кога ти почна да се занимаваш со сликарство? Со сликарство уште како мал, пред се затоа што татко ми е сликар, значи имаш во куќа да и штафела, и платно, и бои, харти, буквално работеше на штафела, ја имав стално прилика долу вака да шкрткам по нешто, скицирам, да шарам, дали црно-бело, дали со бои. Повеќе се исполням отколку да нацртам нешто. И живеа во еден таков амбиент, па после тоа некако се загреав и се повеќе цртав. Тоа негде таму, својата 14-та година. Интензивно. Ја се понатака имаше една мала пауза година-две, така малку немирни времења. И после пак се наставив, додека не отидов на академија. Кажи ми, Рубенсе, нешто за твојата прва слика на која се сеќаваш? Што први, има многу шкртани вработени како дете, али една вака која имаше посебен фамилиарен успех, тоа беше еден портрет на татко ми што го работев. Тоа го работев вака буквално, кога го цртав, мислам, глава, попрсти, раце, се имаше 16 прста на секоја рака, како што ги везев прстите, додека имаше место, додавав прсти. Сите заби му ги нацртав, знам да му се гледаат скроз. Добри бустети. И пошто беше тоа вака доста одамна, една голема медалја му нацртав вака да види попараден. И сите вака доста го бендисаат, он негде го склони цртежот на страна, вака да остане за подоцна, меѓутоа ден-денска не можеме да го најдеме, се изгуби. Сликарството се учи со сликање, потребен е и талент. Меѓутоа, најверојатно си имал и некој свој идеал во младоста, кој си го копирал, можеби, од кого си се учел. Овака најмногу, прво најмногу ме импресионираше уметничка школа, да кажам, дека тогаш бев као дете, татко ми таму предаваше и често пати одев таму да играм и овие што беа средно уметничка школа, да ме поголеми момци и девојки што црта. Така најголем впечаток оставија на мене, тоа беше некаков еден засебен свет. Од друга страна, имавме некои сосем мали книжки, ака со скромни репродукции во тоа време. Една едиција беше Делакруа, имаше посебно Рембрандт, се сеќавам, Гоја, кој така како дете као сликовници гледав цело време и најмногу ме импресионира секако. Да, фантастичен свет. Сликарите многу сакаат да патуваат. Каде сте биле вие? Епа, ја као најповеќето вака сликари што сакаат да одат, сум бил во Франција, во Париз. И уште како дете татко ми однесе таму и една случка на која што најмногу се сеќавам, тоа беше ги забележав овие улични сликари на тротоар што цртаат со кредиво боја. И така ми оставија силен впечаток. И после таму реков на татко ми да ми купи кредиво боја. Ми купи и еден ден кога додека тие седеа на кафана, нешто пие, јаде сладолед. Ја отидов така, ќошав малку се скрив и почна да цртам некој ранет индијанец како умира. Бев многу мал, 10 години в тогаш. Како паѓа и малку по малку луѓе почна да се собираат околу мене, ја пошто бев и доста како дете, веројатно ми беше интересно. Се собрани некои музиканти по улица што свират со гитари, исто така. Ко се опулих нагоре, гледам луѓе се возрастни околу мене, како ми стана незгодно. А тие почна да ме прашуваат нешто на француски, а пошто не знаев да им одговорам, никако ме фати страф, срипав најнаш и се избегав. Рубенс, твоето име е славно. Од каде потекнува тоа? Моето име е и славно и незгодно да се носи. Потекнува таму што ја, кога бев на пат да се појавам на овој свет, татко ми беше студент од Белград на Ликовна академија. И кога се родив, така малку занесен со сликарски амбиции и слава, се размислувале полу на шала, полу на вистина, дали да ме викаат Леонардо да Винчи, со може да Микеланджело, да видам и Рафаел и негде застанале кај Рубенс. Така, па, значи под ете светлоста на тоа име вака.
A da li ti pomaga тоа име во животот или ти пречи? Па доста е комично кога ќе се представам, пошто сум сликар, и звучи прилично комично кога ќе се представам. Се викам Рубенс сега. Обично мисля дека сум го измислил името, као сега сум земал такво име или ме грешат, обично ме мешаат со друг сликар, со Веласкез или на кој сликар ќе се сети. Рубен, ние многу зборувавме, а ништо не видовме на твоите слики. Може ли да не покажеш некој твое дело? Важи, ќе видиме, што не, со Ајде задоволство. да видиме. Crna fantazija i nemiren dum. Slikar beše nadežan i no Picasso i Salvador Dali beše ti. Pariz beše za tebe životen son. Neuspeh doživea i pad, no za mene ostana idol drag i ljubimec moj. Veselno talkaš po Montmartre ti, muzata za sekogaš te napušti. Ne Рубенс, како ги избираш темите со твоите слики? Па темите сами од себе се наметнуваат. Ја прво кога ќе почнам да работам, да им барам едно расположение во боја. Исплата ликовна да ми биде интересантно. Сега со тек на работа се имат наметнато 2-3 теми кои не се намерно одбрани, сосем случајно. Значи тоа е на тема на старица, царица, значи као еден столб центар во една куќа, живот, да речеме, што ги позна сите тајни на една фамилија, со генерација, од внуци до деца, до секој така напред. Друга страна се појавила као фигура на млада девојка, од девојче до така повозрасна, во некоја тишина, како се очекува. А дали е воедно тоа и значењето на твојата слика? Па се за значењето е во тоа што се тие насликани. Ја тоа не можам да го обяснам со зборови, тоа како е тоа направено, како е тоа насликано, тука и да имаше неговото значење. Значи сликарството не може да се објасни со зборови. Па тешко е да се раскаже, затоа се слика. Кажи ми нешто за твоите наслови. Па насловите обично сликата работам потполно слободен, значи од некој да треба да представува тоа и тоа, значи може да претрпи повеќе промени во текот на работата. Наслов сликата добива на крај, тоа ќе биде сосем готово, значи пред самото излагање. Тогаш дојде наслов затоа што мора некако да се рангира и некако се вика да пуштиме во свет. Рубенски, можеш ли да ни кажеш нешто за техниката на цртањето? Кажем зашто не. Па види се, јас во главно како работам, тоа е со маслени бои, значи на платно се работи. Тоа е едно бело платно кое се шпанува на блиндрам. Што се натегне со ексери. И после човек продолжува со сликање, нели? Може платното бело да се подслика во еден тон, па после да се разработи вака одреден колорит, или може директно да се почне да се работи на самото платно. Се користи малку, се зема терпентин. Капка 2 ланено улје. Према потреба, те може нали само со терпентин да се работи. И после боите се мешаат. Mlad slikar vo muzej odi, da vidi majstori stari, pejsaži, galerija cela, da vidi platna, čuveni dela. Sekoj pejsaž, pozbuda jedna, nešto novo oslika sledna. Čekori toj su čekori babni, sve preko
muzejskijat prozorec. Male svega, to je muzej, male Van Gogh, male Degas, horizonti novi to gleda, ah ta akademska stega, tam se boji, usviri buši, jedan svet od slike se ruši, isla jedna silom do duši, priroda ti seba, najbolja slika znaj, nešto toga što nego se budi, spontan izliv na iskrenost dnevna, prostite vije, slikani stari, najuba pejsaž je pogled, to muzejski od prozorec. Bač slikar vo muzej, odi, da vidi majstori stari, pejsaži, galerija cela, da vidi platna, čuveni dela. Sekoj pejsaž, uzbuda jedna, nešto novo, poslika sledna, čekaj to. Кога станува збор за она што е убаво, веднаш помислуваме на цвеќето. Кога се добива цвеќе за подарок, лицето е ведро и пресреќно. А подареното цвеќе никогаш не свенува, тоа останува скриено во мислите за да не потсетува на некој среќен час, за да не потсетува на убавите празнични денови, понекогаш за да ни ја подшепне и тајната за некоја љубов. Велат дека поубав подарок од цвеќето не постои и дека во него се крие среќата. А и зошто да не што ме среќен и оној што го добива, но и оној што го подарува. Овде во една од цвеќарниците ја започнуваме и приказната за еден необичен лотосов цвет што го добил Драги Боцевски, ученик во 8 одделение при основното училиште Вера Сирвиритрена во Скопје. Тој ни испрати ваква вест. Ја поканувам љубопитната камера да го посети мојот дом, зашто имав среќа да добијам прекрасен лотосов цвет, а ако камерата на вистина е љубопитна, тогаш верувам дека ќе ми биде гостин. Веќе сме во домот на Драги, крај неговиот лотосов цвет, ама чуден некој цвет. Ние очекувавме да видиме вистински лотос, а кога во него нема што вистинска среќа да се добие еден ваков необичен лотос, а него би го посакало секое дете во светот. Тоа е исто како оние сказни од чоколадните дворци во кои малкумина веруваат, но ете, кај Драги тоа и се случи за Нова година. Па затоа немојте да се чудите што се уште му е жал да го разурне својот чоколаден дворец, иако новогодишните денови одамна веќе поминаа. Најпосле се има свој крај, ќе го снема и овој најчуден лотосов цвет, што еднаш запеал во еден дом со гласот на среќата. Да се добие еден ваков прекрасен чоколаден лотосов цвет, на вистина е вистинска среќа. Драги, како дојде овој убав лотосов цвет во твојата соба? Во мојата соба овој лотосов цвет дојде на среќа. Го добив од наградната игра што излегуваше во вечер. И тоа беше едно гласање за најпопуларната еволиција во Југославија, во свет и во Македонија. Јас гласав и од толку писма и мене баш ме одбра и јас го добив овој лотосов цвет. Добро, ти во наградната игра имаше среќа, а дали во учењето очекуваш да те послужи среќа или пак? Успех, мислам, среќа во успехот треба да се само со труд и со учење, со работа. А среќа не се добива учење, успех во среќа не се добива. Во слободното време со што се занимаваш? Во слободното време со мојот брат играм шах, исто така играм и ракоме за моето училиште. Друго... А кои сте подобри шахисти со брат ти? Он е подобар во шах.
Сега си 8 одделение, по завршувањето на 8 одделение, каде ќе се запише што е твојата животна желба? Тоа е една од техничките школи. Но ако го познавате Драги, дури тогаш ќе сватите дека тој има широко срце, како лотосов цвет, па затоа не е ни чудно што цветот дел по дел ќе го подари на сите оние што доаѓаат во нивниот дом. А за секого има по нешто. Може би затоа децата од соседството се почести гости кај Драги. На некои им се случува и по неколку пати во денот да го посетат, а тој несебично дели од подароците. Како Дедо Мраз да заборавил да си ја изврши својата задача, а Драги сака да ја поправи неговата грешка. Се додека го снема лотосовиот цвет, се додека на него малку и се подзаборави. Чудна е и среќата. Таа доаѓа тогаш кога најмалку ја очекуваш. Но во занесот на преголема среќа, човек понекогаш може нешто и да изгуби. Така се случи, за жал, и со Драги, но тоа ти е. По добивањето на лотосовиот цвет, во дуелот со брат му Љупче, тој нема добиено ни една партија шах. Па така, од преголема среќа, малку како да подзаборавил на шахот, иако тоа не сака да го признае. А сведоци за неговите порази се татко му и мајка му. Најпосле, на разделбата, ние им посакуваме многу среќа, а таа некако постужи Драги и на шаховската табла. Во реализацијата на емисијата учествуваа уредник Геннади Болиновски, снимател Бошко Ацевски, тонски снимател Ангеле Кузмановски, осветлител Љупчо Јаневски, монтажа Жана Белјан, музичка илустрација Виолета Којунџиска. Емисијата ја подготвија Камелија Чирич Шојлевска и Горијан Петревски.